Драги мои, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание. И вечерва почнуваме скоро на време, обично малку после 20 часот ја почнуваме емисијата. Поради X причини, бидејќи забележам дека публиката сака доста подосна, но водителот не може ни веќе и порано, а уште помалку и подосна. Тоа е крајот на патеката, предпоставувам, на Runaway Train. Ништо страшно, се е во ред, но толку е кондицијата. Некогаш можев да трчам маратони, сега не можам да отпешачам ни 500 метри без да се задишам. Што е сосема нормална работа. Или кога ќе ми речат, Јанко, молам? Јанко. Да, молам. Јанко. Да, повелете? Не си истиот кој што беше. Фала ти, Господи. Фала ти, Господи, што не ме остави истиот. Ама порано поише ми се свиѓаш. Фала ти, Господи, што не му се свиѓам повеќе. Или, како вика другар ми Адо, Јанко, многу си паднат. Фалим те, Боже, за падов. Ништо подобро не ми се случило животот од падот. Ама, ја и ти сме другари, спонзорство кај Балабамов те пуштам. Ако, и да пуштиш, и треба, не кај мене. Океј, денеска ќе идеме со неколку теми. Првата тема, и така го насловив стримот King Trump. Доналд Трамп е во прва официјална посета откако повторно е председател на Соединетите Американски држави на Обединетото кралство и за разлика од средби со Страмер и така натаму, прво беше и се поздрави со кралот на Англија. Имам 40 минутно видео кое со задоволство ќе го искоментирам, бидејќи нивото на посетата е не баре дошол крал, значи Royal Family, а не председател на република. Со таква должна почит кралот го пречека Доналд Трамп, што е интересна порака за светот и за останатите. Имам неколку коментари на таа тема, дали вие ќе ги прифатите или не. Ја искрено се надевам дека ќе си го задржите своето мислење, но искрено се надевам дека нема да ми пукате у врат затоа што имам поинакво мислење од вашето. Многу ми навикаат дека зборовите можат да повредат. Но тие што викаат дека јас сум ги повредил со нивните зборови и ќе земеле пиштол и ќе му упукале, ве молам. Еве капата за да не утињате, ретко кој ја носи во оваа држава, во земјата и во градот на крај Пуси, еве јас ја носам за мојата политичка определба и поддршка, така да Ибниња, Транџи и останата соцдемократско Сорос стока, слободно пукајте, вратата во телевизијава е отворена, можете да влезете, ама тебе кај ќе те, па ти си никој ништо. Нешто и Чарли Кирк беше никој ништо. Чарли Кирк не беше ни лидер на партија, Чарли Кирк не беше ни собственик на некаков бизнис, Чарли Кирк немаше ништо, освен што си имаше свој подкаст, вака еден свој јади бурек и јадеше бурек. Бил попаметен, поубав, подобар, поелоквентен, пописмен од мене, затоа и попопуларен. Ја бев некојаш популарен, па клапне и така. Паднав, како што вика Адо. Абе, докаде е со 17-ката, која ќе стигне у Скопје? Mobilix, немам точна информација, но мислам дека веќе примаат нарачки за новиот iPhone. Не ме интересира твојот спонзор. Повели? Преднарачка, крај на септември. 1300 евричи. Се мислам дали да купам нов iPhone или да си купам Lanos. 1600 кубика бензинец.
Не се секира, брат ми кажа колку си бил писмен ти за iPhone кога излегоа айфоните. А кецот беше кај мене во раце. Океј, друже, нема проблем, ти си најбољи. Пуштај дроновите, да ве поздравам, стримот оди на двата мои профила, не и на X, затоа што посетеноста е таму малку послаба, но затоа слободата на говорот е многу поголема на X или на бившиот Twitter. Океј, ја би сакал сега да... Чекај да исклучам тон, затоа што треба да имаме звук. King and Queen, welcome. Donald Trump at Windsor Castle, full Sky News coverage. Зашто пушти компјутер? Ја треба да сум у кадар, ја сум лепотанот. Па кој носи црвена капа? Кој носи капа? Така. Сега ќе го пуштам видеото, али вие мене ќе ме гледате. Нема да гледате што се дешава таму. Ние правиме надчовечански напори да ве натераме телепатски да го гледате она што ја го гледам, па низ моите отвори вака да ги прифатите моите вибрации. Ако се фатите за антената, и ќе може да видите. Океј, видеото оди. Не ви пуштаме од кај нас. Ова е телепатски вие што го добивате. Значи, председателот прво пристигна со авион, слета во воена база и тоа е стандардна процедура. Од воената база со хеликоптер е пренесен во замокот Виндзор. Маринците нормално доаѓаат, процедурата театрална, на отварање на вратите джанам портите, од каде што ќе излезе, а само ова говори колку е нивото на оваа искачено нивото на оваа посета. Можам слободно да кажам, ова е највисоко ниво и највисок пречек што Британија може некому да му го пружи. Но, не знам, не мора да се согласите со мене, можете сами да видите и донесете си заклучок. Тајната служба излегува, safety distance, престолонаследникот и неговата шармантна дама, Доналд Трамп и Меланија. Доналдот поздравува војнички, тоа е за маринците и секако поздрав за оние кои го пресекаа. Принцот и принцезата од Велс многу лесно се наоѓаат на англиска трава. На Меланија и треба малку поддршка, затоа за руче. А еве го кралот Чарлс заедно со Камила кој ќе ги пречека на прагот на замокот Виндзор. Овој пренос траеше 40 минути, драги мои пријатели и пријателки. И како што гледате, не националната телевизија, туку Sky го покриваше, бидејќи BBC не е толку британски колку што е на Сорос, либералите, демократите, социјалдемократите и особено муслиманите во Обединетото кралство. И ова е поздравување со кралот Чарлс. Колку што можам да забележам, не е ова само формално поздравување, како што гледате, срдечни размени на
зборови. Identifies where the president will come and stand, introducing his private secretary, Sir Clive Alston. Личниот секретар на кралот. Здраво живо, што правите, арми сте добри. Фала Богу, дува малце. Да ви кажам, дува и во Македонија. Вчера колегата мој го вртеше коленото, мене ме сечеше стопалото, но промена на времето не дојде, иако залади. Очигледно шармот на Доналд Трамп пали кај сите, како што гледате и официјалните воени лица се смеат, расположени. А инаку, веќе кога го спомнав времето, очекувајте, веќе две дами, леле, како да улетам тука со еден долг микрофон да земам изјави. Ова дуо, трио, фантазија се. Нешто најдоброто. Како што гледате, се уште стојат надвор, иако Чарлс се обиде да ги внесе надвор, вајда им студиве, дува, Англија е тоа. Инаку да ти кажам, биди мирен, од утре задутре преку 33 степени ќе биде во Скопје, така да ќе се цврчиме. Фала му на Бога, летото уште не е завршено. Но гледайте што доаѓа и зошто не влегуваат, затоа што доаѓаат кочиите. Пепелашка сега ќе влезе. Шкотската државна кочија. Пушти малце погласно, бидејќи има превод. The Honourable Warren Stevens and Mrs. Stevens. Horses seem very relaxed, and they were held off, as I was saying, until it was quieter here at Victoria House. And the journey from here will take this procession to Windsor Castle along Frogmore Drive. The footmen take positions at the back of the carriage. The second footman will climb up once the door is shut, and you'll see the blockman on the left who's got the blocks underneath the wheels of the carriage. Ова е кралскиот бист уште од пред 500-600 години. Кочијата која е на која е на врвот и круната на кралот, кралицата, зависи кој е на власт. Се ова позадено, стокмено, ја символизира империјата, ја символизира моќта. Некогаш биле империја во која никогаш не заоѓало сонцето, од еден на друг крај на планетата. Денеска се бледа сенка, но и натаму горен фактор. Is at the heart of the traditions the United Kingdom laid on in the best possible terms. Нормално, ова е традицијата, но оваа традиција е укажување на чест. Ние дека не можеле со Land Rover, бидејќи кралот има свој Land Rover, кој е армиран и така натаму. And they're off. И отворено прозорче, климактизерот не им работи на нутра. Но забележавте колку срдечна беше средбата, значи немаше сувопарност, насмеани, разџагорени и така натаму и така натаму. Ова сето, а кралицата и Меланија во втората кочија. Кухуноне. Можете напред, жените позади. Нешто ми е познато од мене, морам да признам. Не, ова е чиста церемонија, ова е театар, ова е... Но ова е силна порака
бидејќи ретко се гледа. Доаѓале и други државници, но вакви посети, барем ја не сум начекал на ова ниво во Виндзор со... Инаку Виндзор се наоѓа, да речеме, западно од Лондон. Feeling very similar to being in a boat at sea. It is sprung by Ако менторот вика, да се возите во оваа кочија е слично како во брод, да. And a royal salute being given. Кралскиот поздрав е даден, бидејќи кочијата има такви пружини за и амортизација, да така делува малку како да плива. Не може да има така стабилно, но она што го обожавам јас овие коњи, овие се така наречени традиционални англиски коњи или heavy horses. Прв пат за нив слушнав од албумот на Jet Heavy Horses, а потоа ги видов дека се користат како традиционални влекачи на синтонира химната, Шарап Јанко. Home of the Brave, американската химна интонирана, сега сигурно ќе биде и британската. And the national anthem of the United Kingdom will follow as the procession passes through the half companies provided by the Royal Navy and the Royal Marines. Да довршам мислата за Heavy Horses, најнапред тие што ги влечат обично знаат да имаат и уште големи онака како звонарки реси на нозете, тие ги влечат и оние големи колички со огромни буриња со пиво во традиционалните места, со традиционално она британско пиво кое се произведува. Се извинувам, ова сепак не се Heavy Horses, најверојатно дека се ова липицанерите, но ете, сакам да ги спомнам Heavy Horses, кои се едни од најмоćните коњи, најголемите коњи на планетава и многу смирени. А овдека имаме, гледате, малце прилично динамични, тоа значи дека се добро ухранети, добро одспани, но и добро дресирани. На ова се црвените мундири. Командант Марк имаше баја ги мука, а секако и британците сакаат да ги потсетат со американците секогаш дека независноста од нив ја добиле. Борбата за независност на Соединетите американски држави е токму против нив. Но денеска Британија е 51 држава на Соединетите американски држави. Каква е политиката на САД, таква е политиката и на Британија. Покрај нели овие традиционални дури можеме да ги наречеме фолклор, почесна гарда, обезбедување, полиција на највисоко ниво, а после сето она што се случи со Доналд Трамп, успешниот атентат кога беше погоден во Убо, кога после тоа следеа и уште два неуспешни атентата, еден пукање на голф и пронаоѓање на бомба пред да одржи говор на едно место. Сето ова нормално подразбира дека нивото на обезбедување над се
што може да се замисли. И тоа ова ние што го гледаме. Тоа што не го гледаме. Сателитите, аваксите кои надлетуваат и ова по грмушкиве, можеш само да замислиш. Искрено не го изгледа цело и не знам точно кај ќе идат, но нели, целава оваа свита е убаво да се види, ретко се гледа. Круната е круната на Британија, во неа се драгите камења кои треба, не е правата круна, тоа е само символот. Во која се наоѓаат драгите камења, меѓу кои и Кокинор, најголемиот диамант, дели, драгоцените камења кои ги символизираат земјите со кои владееше Британија. Беше доста интересно, знаете, Британија важи за земја од која скоро секој ден негде на планетава, еве ги и почесната гарда, која обично ја гледаме пред Бекингемската палата со нивните традиционални шубари капи, кои се многу непрактични, но се многу атрактивни, вака визуелно, и оставаат силен впечат. Почнав некоја мисла, ми отиде, ми забега, ама ша ке прави стар човек, излуден, толку и мене ми сече. Имам прилично познавање од британската традиција, но не се трудам да го направам тоа утра професионално, стручно и точно и така натаму и така натаму. Инаку, има една интересна работа, многу мене се прашуваат зошто пуштаат толку дојденци, зошто толку луѓе од странство, никој ништо купуваат имоти во Британија. Имено, Британија и кралот или кралицата, зависи кој владее во тој момент, е едно те исто. Земјата и кралицата се исто. Кралицата или кралот и земјата се исто. Вие, секој од вас можете да купите земја, имот во Обединетото кралство. Но тоа е ваше, значи да го купите тешки милиони и ќе добиете тапија, собственост, но тоа е ваше само 500 години. После 500 години тоа се враќа на кралот или кралицата. Поточно се прави ревизија дали сте заслужиле да го имате тоа уште наредните 500 години. Тоа дава шанса 500 години да се покажете. Плаќање данок, дали сте вистински, запазувате вистинските вредности на Обединетото кралство и на таков начин се штити самата земја, самата држава. Ние, републиканци, може да не купи кој сака, со сегаќи и не шутне преку улица. Може би е затоа добро Македонија да има крал или кралица, но ја пропуштивме одамна таа шанса, сега сме република и невозможно е формално да се даде. Може неформално некој да стане крал или кралица на Македонија, тоа е апсолутно, тоа не може никој да го забрани, но никаква, апсолутно никаква формална власт не може да има. Хеликоптерите во позадина ги гледате, во колкав круг сето они го заштитуваат тоа. Можеш да замислиш само какви скенери се во прашање. Па, морам да признам, ова веќе трае добри 17 минути, значи можам да замислам дека прилично долг пат е. Но ова е голема церемонија, поздрав на почесната гарда со оружјето. И ова не е само да му се укаже чест на Трамп како Трамп, туку како председател на Соединетите Американски држави, а и да се упати силна порака. Во овие времиња кога Трамп, например, дојде до еден Dire Straits или една, да речам, безизлезна политичка состојба за да го воспостави мир, конечно, да ја прекине војната во Украина. Европа која е финансиски и политички неспособна ништо, освен да воведе шеријат, апсолутно ништо, и оние капачиња да не паѓаат од шишињата Кока-Кола, ништо
треба да направи, ова е стварно импозантно, морам да признам. Sovereign's escort will peel away, leaving the route into George IV's gate clear for the Сакам да кажам дека Доналд Трамп пред да дојде во Обединетото кралство им упати на европските лидери следното. Ќе ви помогнам како НАТО, ќе ви помогнам да се вооружите, ќе ви помогнам да ја браните Европа, ќе ја браниме, но прво да престанете да купувате руска нафта и руски газ. Демагогијата на Европа е дека они воведуваат санкции, дека нели Америка ќе ги воведе, но Америка вика, па не сум ја будала да воведувам санкции економски кои мене ќе ме погодат, додека вие се уште купувате руска нафта и руски газ. И овие ветуваат дека ќе прекинат, за да прекинат мора да купуваат од друга страна, е значи влегуваат во замокот. Океј? Замокот Виндзор. Требава бе, брат бе, требава бе. На Вембли ваква треба нема. Не играат фудбал тука, не играат Манчестер Юнайтед, затоа убава треба. Океј, кралската кочија ја гледаме во кадар. Има јасни бележја, короната горе и короната на страната на вратите. Во неа се кралот Чарлс и кралот Доналд Трамп. Зошто велам кралот Доналд Трамп? Затоа што обично вакви и повторно американската химна, затоа што пречек вакво ниво е само за нели кралски фамилии или не знам, ја ретко може би има, извинете ме, може би грешам, не сум начекал, ова го начекав. Се надавам на Дончо нему лцна некое ситно камче од бубрегот за ова клацкање. Колку и да имал да амортизација, сигурно било. Не може да се спореди со неговата The Beast, инаку неговиот автомобил е во позадина. Во позадина, како дел од поворката, бидејќи ви сте first aid, first help, во било каква кризна ситуација да биде спасен, пренесен и да му биде пружена помош на председателот. Дури и знамињата се спуштени на земја кога поминува кралот. Аха, сигурно ќе има некоја мала парада? Ќе видиме, барем така делува ова место, каде што ни ќе застанат. And precisely at the end of the playing of the two national anthems, the King and the President arrive to alight from the carriage, and slope arms is given to Дури сега се дигна, се крена знамињата. Дали е тоа на... And there'll be a bit of не можам да проценам точно. Меланија е во позадина и нејзината манекенска фигура не може да остане незабележана. King, the President, the First Lady and the Queen will be, or the Prince and Princess of Wales just to the right of the King, just beyond our camera. Бија личело Меланија за кралица, нели? Како не? And the guests from the United States taking position at the Aquarius door over there where they can see. Баш ме интересира што све кралот успеал од терчето да извади во протокол, како на највисок начин да го пречека Доналд Трамп во време кога Британија е во огромна криза под водство на лабористите и Крамер, на кои очигледно дека деновите му се пишани после сите оние големи протести кои се одржаа.
by Lieutenant Colonel Storm Green, who is in command. And those three state colours, which are in themselves huge to manoeuvre, will be lowered again in salute to the President of the United States. And Дечки, абе не гледам ни еден снайпериста the горе. national anthem of the United States Зашто? will be played again. Невидливи се. The carriages will go down to Или затоа Mews, дрончичи лете и зими лете. and you can see the red plumes there of the Coldstream Guards. Here comes the Royal Salute. И по трет пат интонирање на американската химна. За помалце од 20 минути 3 интонирања. Дечки, во светот на протоколот ова е повеќе од порака. Океј, само да знаете дека ова нема да биде цела емисија, после тоа имаме едно осврт, еден непријатен малку за убиството што се случи во Велес. And he will go and invite И останете ако сметате дека треба да искоментирате нешто за тоа. А сега предпоставам уште еднаш британската God Save the Queen, the King. He will say, Mr. President, the Guard of Honor of the Уште Grenadier не Guards, можеме да се Coldstream Guards одвикнеме and од Scots Guards кралицата. is present 7 and ready for децении your владееше. inspection. Mr. President, the Guard of Honor of the Grenadier Guards, the Coldstream Guards, and the Scots Guards are present and awaiting your inspection. And with a salute, the commander will now take position and lead the President to inspect the Guard of Honor. It's a chance for the President to look straight into the eyes of the soldiers of the three regiments who represent today all the armed forces. Дали го читате што And кажува who also коментаторот? represent one of the Значи, principal треба allied nations to the председателот United Гостин States. да ги гледа Regiments директно that во очи for војниците. generations have served side by side with the United States Armed Forces on both battles and peacekeeping operations. А, века Џорџ Вашингтон And the king знаеше following. како треба се вати. Meanwhile, the commander encouraging the president to now pay his respects to these soldiers. А Трамп е старо куче, знае што е протокол, знае што е, And the king како encouraging треба. him to А кралот ја забрзува малце работата и му вика на командирот го standards. The не king го gives тупи, his respects све е to. окей. Продужете. And the music. Не се chosen секирайте very еден ден suitably. и ние вака. The great trumpet voluntary by Clark, which in its way enhances this event. Ја ќе коментирам од Македонска радио телевизија, а баже со дронови ќе ми надлетуе, ја ќе му командам надлета и на чубарата сега, држи лево да видиме, одлично. Иди сега кај Меланија. Да и читаме од уста што избори на Камила. And the rear rank, chance for again the president to look at the Coldstream Интересно, Guards who
дури не идат паралелно, туку Чарлс е во позадина. Не знам во протокол што ова треба да значи и каков пиетет се одава со ова, но верувам дека книгата на протокол, каде што секој детал има некакво значење и некаква порака. Дури овој црвен пердув во шубарата на традиционалната нивна кафа, среќа што е малце поладно, иначе не све се паѓа. The commander takes leave of the president with a salute by the sword. And the president expressing his А gratitude. на малиот Чарлс вика: "Браво мали, добар беше, иди у кантина, дупла порција граф за тебе со колбас." Леле радости. Не знаете, вие не сте биле у војска, вие сте све пусиња. Не дај Боже. Животот го поминав да се укине обавезен задолжителниот воен рок. Војска треба да има, нека идат оние што сакаат да идат. Не треба секој да иде таму. Не е за секој. Добро, се врати кај Меланија. Меланија му вика: "Кај беше бе ти до сега, бе?" Ствари, ја да бев со, ке беше сега. Кај беше ти до сега? Шо ме остави само? Шо скиташ наоколу, бе? Нели рековме ти? На шо личи ова? После дома. Го видя Крон како кркаше шамари. Така. And the music for this will be the Royal Artillery's Slow March. And present arms from the Guard of Honour to the sovereign standards and to the guns that will march past in front. Аха, кралската артилерија. And the president. Че пукаме и да пукате. Guns that were used in Виците like the First World се War. тука, 13 pounders that а предпоставам дека се овие истите кога беше американската војна за независност. Тоа е тоа. И се дојде оваа униформа британска на артилеријата. Конјиве се... многу шекер им имате давано, види ги. Млеко од соја. Стевија. Види ги какви азгани се. Ки изрипа некој, ки истрча 200 на сат. Не, ама тоа ти е здрав хубав конј. Браво. Може погласно да ми чуе, да чујам што е звукот? Аха. Копитата, звукот на копитата, пошто нема публика да аплаудира, ми се чу како аплауз, но ова е звукот на копитата. Добро. Најмеќе, значи, наместо интерконтинентални ракети, дронови и така натаму, Британија прави војна парада со традиционалните единици. За жал морам да констатирам дека Доналд Трамп се обиде пред неколку месеци да направи парада на својата војска и беа крајно неспремни, неорганизирани, логистиката не беше задржана, но и разбирливо е бидејќи немаат во традиција да прават воени паради. Што не значи дека нареднава година нема да се истренираат малку подобро. Може би некој, отиде овој. Трубачот. Каде бе, дечко? Каде со липицанерот? Смири малце. Олабај се. Коњите се вознемирени, јас ти гледам. Што се убави липицанерот. Белите предпоставам. Пошто кралската јаргела сигурно врвни раси има во себе.
Blues and Се Royals. сеќавам на една дебата Sleigh March во will be played Crimson Tides, The Blues кога and Royals Джин Хекман give their salute to the со president. својот Иксел, актерот, црнецот Дензел Вашингтон, се расправаат кој е во право и двајцата во право. Во еден момент вика, знаеш ли, вика, кои се надисциплинирани коњи? Да, вика, кои And the се? household cavalry will be feeding Липицанерите, out они of се the бели. quadrangle Да, демек, да му каже дека белците се најдисциплинирани и така натаму. Овој му вика, само да ти кажем, дека липицанерите се раѓаат црни, а потоа ја менуваат бојата на влакното и стануваат бели. the soldiers responsible in battle for dealing with wounded horses. and Добро removing their подготвени, убаво hoof in изгледа order that се the ова soldier за сега. could draw a fresh horse for battle. And now the Guard of Honor, the Гардата на three-regiment strong честа, Guard of Honor, почесната гарда, трите полкови brought to attention and prepared for their march off. и They'll form тие треба да одмаршираат. Добро, значи ќе поминат покрај почесната ложа. Како што гледате, во ложата нема седишта да седнат комотно, како обично лидерите знаат, туку во став мирно. Знаеме за кревкото здравје на кралот и the Scots кралицата, Guard state colour was presented но to the regiment by Queen Victoria кога quite на here вакво ниво in се одава почит, 1899, мора да се and the стои. one carried by the За мене има тука Coldstream малку Guards was литургиски presented to them by момент King William и IV тоа го почитувам. some decades before. Не може духот и телото да оддаде почит седејќи и така, освен кој стои скрушено And во as they став march мирно. past and turn in order to give their last eyes left to the president, once again, Океј, as the music plays, Ова let's нема. Мислам дека и ова крајот, како The они state го... colour. And then for the Значи една убава, фина, традиционална парада. Ева и македонската бригада со гајди. Само ние и шкоти сме доволно будали да дуваме у мртво животно и од тоа да правиме музика. Нормално карикирам и малку се шегувам. Гајдата ми е најтака, ама ајде. Да видиме сега дали ќе ја направат ли круната или што ли ова ќе символизира. Не. Значи само во строј ќе and бидат. the pipes. Ова гласно, за мој кеф. Режија, гласно. Океј. Инаку Доналд Трамп има потекло по своите предци од Шкотска и секако дека ова му годи. Има и свој имот во Шкотска. Со ова и заврши официјалната церемонија на пречек, како што гледаме, они ја напуштаат почесната ложа. После кај отишле, сигурно лапензи, кркензи, како се викаше она? And his involvements there. Ламб The king will now escort Томахавкот. the president through на the Томахавче. sovereign's entrance Не, по едно up the Томахавче sovereign's огин stairs да не изгоре, да апнеме. А, part чути of Windsor половинта Castle, ме where he'll фане. be taken Дува to his промаја. rooms by the Queen. They'll be shown where they'll be staying, and then the family can all sort themselves out, and very shortly followed there by Colonel Ed Launders, who's put this event together, and the two royal equerries, and also with a Зато и вечерашната емисија почетокот го нарековме King Trump, затоа што ова е навистина кралски, а не председателски пречек со целата церемонија, особено на највисоки воени почасти од кралот. state visit, the arrival
of the Океј, president благодарам here режија, as a може guest да of the пуштите King and Queen. да одвоите This барем ceremonial една is минута, now over, еден джингл и and задржи го the така у фриз preparations фрейм, for a delicious lunch, додека undoubtedly, да with members of се the royal вратам family will во begin. програма. And for these soldiers, sailors, Драги мои пријатели, пријателки, овој дел сакам да го посветам на Македонија. Овој дел сакам да го посветам на она што ни се случува и нема лесен начин, нема професионален начин, освен идиотски начин да ги пренесеш работите. За мене, оние talking heads и мои колеги кои студено и без емоции пренесуваат и сметаат дека е тоа професионализам, ворете, терејте. За мене тоа е празноглавост. Talking heads е глава која зборува, глава која не размислува, која глуми професионалноста, а професионалноста бара да нема емоции и сметаат дека ако нешто пренесеш објективно и без емоции, тоа така треба. Затоа и ни се случуваат булшити, затоа што оние што треба да искоментираат, се стиснуваат, не коментираат, не даваат своje мислења, а новинарите и како имаат своje мислење, но нивното мислење секогаш зависи од партијата, од оние што ќе им кажат и така натаму. Не бев спремен да говорам за убиството што се случи во Велес и девојчето или жената, Росица, која, за жал, ја знам и ги читав порано нејзините твитови, која на несреќен и трагичен начин, на многу трагичен начин го заврши својот живот. Ова е лична трагедија. Во момент додека Македонија гори имаме нови пожари, на овие ретардирани идиоти кои се борат на власти и на кои тик-так и се обидуваат сето ова да го направат. Секако, профилите повторно се нафрлаат за да ви докажат и да ве убедат кој е виновен за оваа состојба во Македонија и дека требало власта да се смени. Си имате вие став, но си имате и памет. Исто како што имам и јас. Тоа што нема да се согласам со вас, можете, не знам како да ви кажам, не знам ни како да ви објаснам. Океј, може со компјутерот. Ова е девојката, Росица, 31 година, а ова е нејзиниот бивши партнер кој од љубомора ја уби и се самоуби. Немав, многу тешко ми беше исто како и за Кочани да влегувам, затоа што знам дека ќе ме обземат емоции, затоа што фала му на Бога што јас сум крајно непрофесионален новинар и водител и за објективност барите си ги вашите ретардирани дегенерици што водат вести, они ќе ви објаснат што треба и како треба да мислите. Ја ќе си кажам што треба. Но, за да можам да го разберам случајот, јас не идев изјава по изјава, извештај по извештај. Јас замолив вештачката интелигенција да ги прегледа
сите релевантни изјави од полиција, судство, обвинителство, новинари и се она што се совпаѓа за да ми ја презентира сликата точно, но концизно што се случило. Еве сублимацијата на сите достапни детали за случајот во Веле. Значи, без да ми филозофира некој пришипленко. Вака било, онака било. Ова се сувите факти. За шпекулациите секогаш имаме кафана, гранапче, гајба пиво седнати и ке јадеме бурек до 1001 и назад. Ова е она што се случило. Жртва Росица К, 31 година и незиниот татко Киро К, 74 годишен. Напаѓач е Илија С, 39 години од Скопје, поранешен партнер на Росица. Настан. Росица и сегашниот партнер, значи не тој што ја убил, туку пошто тој што ја убил е бивши, со сегашниот партнер, дошле во домот на татко ѝ, бидејќи тој не одговарал на телефон. На влезот Илија ја нападнал со нож и ја заклучил вратата. Значи ја отргнал од партнерот, ја внесол внатре и ја заклучил вратата. Киро бил пронајден, значи татко и Киро бил пронајден мртов на каучот со убодни рани. Илија, откако ја внел, значи, и нанел 6 убоди на Росица, од кои 2 во вратот. Потоа се заклучил во соба и себе си нанел 6 убоди во вратот. Росица била изнесена од сегашниот партнер и однесена во болница, но им подлегнала на повредите. Исто и напаѓачот. Контекст. Илија имал условна казна за семејно насилство врз Росица. Имало мерка за забрана за приближување кој тој ја прекршувал. Пријавувала закани, следење, пораки и дека го запалил автомобилот на татко ѝ. Основното јавно обвинителство од Велес имало активни постапки за доказ од телефон и видеонадзор, но тие биле се уште во тек. Клучно, трагедијата започнала со убиството на таткото, продолжила со напад врз Росица и завршила со самоубиство на напаѓачот. Ева хронолошката временска линија на случајот од Велес. Пред трагедијата, Илија С, 39 годишен, поранешен партнер на Росица, бил во судска постапка за семејно насилство. Добил условна казна. Имало мерка за забрана за приближување, но тој ја прекршувал. И испраќал пораки. Ја следел. Го запалил автомобилот на татко ѝ. Ојо Велес собирало докази од телефони и видеонадзор, но процесот бил во тек. Денот на трагедијата. Посета на домот на Киро К, 74 годишниот татко. Росица и сегашниот партнер дошле бидејќи таткото не одговарал на телефон. Напад на влезна врата. Росица ја отворила вратата, Илија С ја нападнал со нож. Вратата била заклучена од внатре. Пронаоѓање на таткото. Киро К веќе бил мртов, со убодни рани на каучот. Напад врз Росица. Илија и нанел 6 убоди, од кои 2 во вратот. Сегашниот партнер успел да изнесе од куќата. Илија се заклучил во другата соба и си нанел 6 убоди во вратот. По нападот, и Росица и Илија биле пренесени во болница. Лекарите се обиделе со долга реанимација. Двајцата починале. Редослед на смртта: Киро К убиен прв, Росица К нападната втора, починала во болница, Илија С нападнал себе си, починал во болница. Анализа каде системот потврлил и кои институционални пропусти можат да се препознаат. Судство и казнена политика. Условна казна за семејно наследство. Иако Илија бил веќе осуден за насилство врз Росица,
добил условна казна наместо ефективен затвор. Со оглед на претходно однесување, следење, закани, па дури и палење автомобил, постои аргумент дека казната не соодветствувала на сериозноста на заканата. Полиција и заштитни мерки. Била изречена мерка за забрана за приближување, но таа не била ефикасно спроведена. Росица повеќе пати пријавувала дека тој ја следи, испраќа пораки и продолжува со закани. Не достигало континуирано следење или санкционирање на прекршување на забраната. Јавно обвинителство. Ојо Велес имало отворени постапки за прибирање докази, телефонски комуникации, видеонадзор. Но процесите се одвивале премногу бавно, а за тоа време Илија останал слободен и во контакт со жртвата. Недостигот времени мерки за притвор додека траела истрагата, иако имало јасни индиции за висок ризик. Заштита на жртвата. Росица повеќе пати алармирала институции за континуиран прогон. Не добила посилна заштита, како за солниште, трајна полициска придружба или построги мерки кон напаѓачот. Системот не препознал дека станува збор за ескалација на себено насилство во фемицид. Клучни точки на системски пропуст. Под 1. Непропорционална казна, условна наместо ефективна. Слаба примена на забраната за приближување. Бавна истрага и одложено обезбедување докази. Под 4. Недостиг од процена на ризик. Немало превентивен механизам кој да ја предвиди ескалацијата. Под 5. Недоволна поддршка и заштита на жртвата, иако сигналите биле повеќе од јасни. Со други зборови, системот потфрлил во сите клучни институционални сегменти: суд, полиција, обвинителство и службите за заштита на жртви. Споредба со меѓународни стандарди и како што е Истанбулската конвенција, за да се види што требало да се примени. Ајде да ја разгледаме трагедијата од Велес во контекст на Истанбулската конвенција, Совет на Европа за превенција и борба против насилство врз жените и семејно насилство. Што бара конвенцијата? Под 1. Превенција, едукација, следење на сторители, препознавање на ризични случаи. Под 2. Заштита на жртвите, итни мерки, безбедни куќи, полициска заштита, забрана за контакт. Под 3. Гонење на сторителите, ефикасни, брзи и соодветни казни. Под 4. Координација на институциите, полиција, обвинителство, судство и службите мора да работат синхронизирано. Каде Македонија потврли во овој случај? Превенција. Иако имало сериозни сигнали, закани за следење, палење автомобил, не била направена процена на ризик која е задолжителна според конвенцијата. Ниту еден механизам не спречил ескалација во фемицид. Заштита на жртвата. Забрана за приближување била неефикасна. Росица немала 24/7 заштита или пристап до безбедно засолниште. Нема индиции дека и било овозможено итно копче за аларм полиција што постои во некои земји. Гонење на сторителот. Условна казна за лице со историја на насилство е спротивна на принципот на строга и соодветна санкција. Требало да има привремено притворање или построга мерка додека траела истрагата. Координација. Институциите работеле одвоено. Полицијата прифаќала пријави, обвинителството собирало докази, судот изрекол блага казна, но немало заеднички механизам за заштита. Конвенцијата бара интегриран систем на заштита кој овде очигледно недостасува. Што треба да се примени според конвенцијата од Истанбул?
реална проценка на ризик веднаш по првите пријави, итна и долгорочна заштита на жртвата, полиција за солниште алармни системи, строги казни и притвор за насолниците со историја на закани, мултиинституционална координација, редовни состаноци меѓу полиција, обвинителство, судови и центри за социјална работа и следење на сторителот со контрола дали почитува мерките, GPS, редовно јавување во полиција. Заклучок, во светло на Истанбулската конвенција, овој случај покажува системски неуспех. Државата не ја заштитила жртвата, иако имала доволно предупредувачки сигнали. Океј. Сега ќе се префрлам на мојот стрим, бидејќи телефоните не ги отварам, затоа што претпоставам дека има луѓе со добра волја, има луѓе кои навистина би придонеле со својата дебата, но искрено да кажам се помочавте вие на демократијата и ќе се јави некој од пациентите, лудаци со своите приказни кои нема врска со ова и ќе не гуши пола саат. Не можам, немам нерви и не секам. Затоа телефони во емисијата нема, но затоа има простор за ваши коментари на стримот. Повелете стримот, каде што можете да искоментирате евентуално. Бидејќи во овој момент немам никакви пораки, никакви коментари на темата, немам што да додадам или одземам. Благодарам за поздравите од Фулда, од Берлин и така натаму. Поздрав до вас, драги мои, мило што ме гледате. Ворете, ова е тешка тема за некој да ја коментира, иако на интернет, на X, многу гласно се коментира, многу мислења се искажуваат на оваа тема и тоа е тоа. Што да ви кажам? Едноставно е ситуацијата драматична, но за жал ја морам да ја свртам на политика. Во мојата видео колумна "Слушај ваму", каде говорам дека пожарите во Македонија се војна, дека Македонија е во војна, не војна со класични војски на фронт, туку е во војна со терористи, кои треба да ве заплашат и да ви кажат Македонија ќе гори ако не ни дозволите ние да бидеме на власт. Затоа ќе има кандидати кои во струга, за да им се овозможи неколку општини од кај што ќе можат да црпат пари за да ги исплаќаат своите соборци и слично. Македонија мора да најде начин, особено пред се обраќам на прогресивните албанци, роми, оние кои се проевропски ориентирани. Време е да направите голема промена. Направите, очигледно е недоволно, бидејќи овие остатоци само ќе ве влечат. Албанците во Македонија, благодарение на бившата власт, заостануваа за она што се албанците и на Косово и во Албанија. Ја во меѓувреме се сретнав со луѓе, просто не можеш да ги препознаеш ни по говор, ни по став, ни по реторика, за разлика од примитивизмот кој некој го негуваат овде. И драго ми е што албанскиот народ успеа да се издигне над себе си и колку и да носи претходната власт заслуги, време е за промена. Не можеш ти и најдобри памперс пелени да чуваш,
кога после толку децении во едно те исто се полни со фекалии, тоа не може таа смрдеа. Време е за луфтирање. Дај ново дете. И разбирливо е. Македонија даде шанса на претходната власт 7 години, виде не може, време е за друго. И тоа е нормален политички процес. Но, зошто не може, нели, што е приказната дека власта е неспособна да спречи? Прво, за да можеш да спречиш директно вака, да идеш, да го упукаш, барем да го повредиш, у нога да го погодиш. У овој момент, ако го фатиш дека пали, можеш само вака да му речеш добро вечер. Не, буквално ви кажувам. Нема тука нова процедура, вака или онака. Не може. Сакаме у Европа, така? Свете монитора Европа. И те вика, судството не ви чини. И полицијата, не обвинителство, и кој да е. Доаѓаш, го гледаш дека пали. Ти го пали имотот, куќата ти ја пали. И му вика, со проштењем, ја се извинувам. Ве молам, дојдете овдека лична карта. Немам лична карта. Добро, ве молам, не бегајте, треба да ве приведам. Ама ве молам, не ме сваќајте погрешно. Бидејќи, ако го грабне, ако го отргне, ако го тргне од вардариште, Сорос, СДСМ, демократите од Мари... На што личело тоа? Знаете, Стојанче Ангелов беше едно мало слепо црево на претходната власт. Сега и на оваа. Но има една работа дека Стојанче кој ќе фати нешто да работи, добро го работи. И ова што го работи со години во претходната и оваа власт, стварно, во овој момент ја не знам, човек кој е похрабар, поорганизиран, подобро ги разбира работите на терен. И драго ми е што едно воено лице, полициско воено лице, полициско воено или воено полициско, успева да помогне во справување со пожарите. Но, ајде да се навратиме што Стојанче Ангелов објави и напиша. Еве ќе ви прочитам. Шукова против иселувањето на ромите кои живеат во... Пази, се ова го поврзувам и со убиството од Велес. Предраматично ви е. Оти многу лаете, многу квичите, многу рикате, а у суштина многумина не разбираат каде е проблемот. Ја ќе кажам каде е проблемот, без оглед дали се согласувате со мене или не. Шукова, тоа е кандидатката на СДСМ, небитно, и ќе биде небитно, против иселувањето на ромите кои живеат депонијата Вардариште. Во денешната реакција, ова го пишува Стојанче Ангелов на Твитер, еве го неговиот статус, така, ја давам и линк. Во денешната реакција, кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова вели: изјавата на Стојанче Ангелов дека ромите во Вардариште требало насилно да бидат иселени е тешка и опасна навреда што го открива вистинското лице на оваа власт. Тешка и опасна навреда. Да оцелат лице кои го трујат цел град, кои палат депонија и ме трујат мене, моите деца и вас. Немојте, ве молам, само да не ги навредиме. Зошто? Оти им одговара да останат, да продолжат да си прават што си прават и нормално да викаат дека власта е неспособна. Кога власта вика, ајде да ги иселиме од тамо, никако тоа фашизам. Држи ми кадар. Ова значи дека Шукова сака овие роми да продолжат да живеат во депонија. Сака овие роми да продолжат да палат кабли и друг токсичен отпад, предизвикувајќи дополнителни пожари во депонијата Вардариште, со што го трујат цело Скопје. Сака узурпација и небезбедни дивоградби на државно земјиште. Чисто како информација би било убаво кога Шукова би позборувала со представници на неколкуто здруженија на граѓани кои се борат против загадувањето кој се шири од дивата депонија Вардариште. При тоа, нека ги запраша.
Колку пати физички се нападнати, како директор на ДСЗ и како човек, не се согласувам дека наводното преживување на десетина ромски семејства да биде ставено пред животот и здравието на стотици илјади граѓани на Скопје кои секојдневно вдишуваат отрови настанати од согорување на токсичен отпад. Вардариште. Океј? Држиме уште кадар? Одлично. Ајде да го видиме Вардариште. Дали знаете каде е Вардариште? Да отворам во карти? Ќе отвориме и во карти. Еве го Вардариште. Тоа е овој дел овде. Оваа депонија беше затворена во времето на предходната власт, на ВМРО кога беше, до 2016. Беше затворено. Once and forever. И 2 децении не работеше. Никој не палеше, не се фрлаше ѓубре, не носеше отпад и така натаму. Има тука некоја си рампа за пристап до Вардариште, која не дозволува, крадење кабли и палење оган. Дури е веќе стаја крадечко дувло и така натаму, и така натаму. Ова се субстандардни услови за живење. Сега, како стана активна оваа депонија? Како Вардариште? Додека Шилегов беше градоначалник на Скопје, во времето кога почна корона, кога ви шибна анален пендрек и ве закопаат дома, и како пусиња со маски, плачете по вакцини и седевте дома и не смеевте да писнете, од нему разбирливи причини добив дојави, тогаш и во живо имаше овде, дека камиони со отпад од јавното предпријатие исфрла отпад во Вардариште. Прв пат после децении. Еве ви ги последиците. Океј, некому не му е јасно. Еве ќе прашаме. Еве нема ја. Кој, по чија одговорност е, нели сега викаат, види, тоа е општина Гази Баба и така натаму и така натаму. Океј, ајде сега, еве ќе го прашаме Грок, вештачката интелигенција или ChatGPT. Еве ChatGPT нека биде. Добро. Под чија надлежност е депонијата Вардариште во Скопје? Простете за некористење на големи букви, граматика, но мислам дека GPT ќе ме разбере. Дивата депонија Вардариште е под надлежност на град Скопје, а се наоѓа на територија на општина Гази Баба. Ако сакаш, можам точно која служба, инспекција, комунална хега и слично во рамки на град Скопје конкретно управува со депонијата за да имаш подетална информација. Значи, ова ништо не... Значи, само праша, по чија надлежност е, држи ми кадар, многу сум убав знам, дали држи ми го кадаров. Нека препрочитуваат, за да не мислат дека нешто манипулирам. Еве, викам само да. Што ќе ми одговори? А повелете и вие проверете си. Да читам, ајде, за оние со слаб вид и неписмени, секогаш сум тука. ЈП надлежни служби. ЈП комунална хигиена град Скопје. Ова јавно предпријатие врши комунална хигиена, собирање и однесување отпад, што е директно поврзано со дивите депони. Сектор за комунални работи град Скопје. Во рамките на овој сектор постои оделение за комунална хигиена со стојал. Сектор инспекторат на град Скопје. Пожарна служба, центар за управување на Скопје, противпожарна бригада на град Скопје. Чекај сега. Дали општина Гази Баба
има можност и ингеренции да интервенира. Кога не, уствари не викам дека никој. Сакав да напишам кога веќе никој не реагира. Еве само ме интересира дали општина Гази Баба има ингеренции. Да, општина има одредени ингеренции, како што Вардариште е формално поднадлежно на град Скопје и управување со инспекцијскиот надзор се во домен на градските служби. Бидејќи се наоѓа на општина Гази Баба, таа има право да реагира преку своите локални комунални инспектори и еколошка инспекција. Што и реагираш. Општината може да издава решение или да бара од град Скопје надлежните предпријатија да постапат. Често при пожари и поголеми загадувања, Гази Баба координира со Центарот за управување со кризи град Скопје, бидејќи штетите директно ги трпат. Значи, град Скопје е носител на одлуки, Гази Баба има реактивни инспекцијски овластувања. Дали сме јасни? Океј. Што е ОЈО во Македонија? Основно јавно обвинителство. ОЈО е кратенка од основно јавно обвинителство, орган кој застапува државата во гонење на кривични дела. И така натаму, јасно е. Дали некој може да биде пратен во затвор без налог од ОЈО. Во Македонија не може некој да биде пратен во затвор без налог одлука на надлежен орган. Обвинителство е клучен во тој процес. Апсење од страна на полиција, притвор, затворска казна, но само со века, за да биде некој задржан во притвор повеќе од 24 сата, е потребна одлука на судија по претходна постапка врз основа на предлог од ОЈО. Океј. Како се бира ОЈО? Обвинители ги избира Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија. Овој совет е независно тело кој се грижи за избор и напредување. Конкурс. Се распишува конкурс и така натаму. Океј, постапката, истиве прашања, не ќе да идам у сите детали, бидејќи вие можете истиве прашања да ги поставите, ќе си дознаете. Бидејќи многу е корисно додека бркате како точно е процедурата, бидејќи вештачката интелигенција има пристап до законите, правилниците и многу повеќе преглед. И до истиот заклучок ќе дојдете и вие, само ќе ви треба многу повеќе време. Ја вака заемам неколку секунди. На колку години се избира ОЈО? Да прашам, не знам дали е и така. Јавно обвинителство, кога еднаш ќе бидат избрани, тие немаат временски ограничен мандат, не се избираат на X години. Јавен обвинител има 6 години мандат, со право на уште еден избор и реизбор. Океј? Ова ОЈО од кого и кога е избрано? Значи, сегашен јавен обвинител на Република Македонија е Љупчо Коцевски, избран од Советот на јавни обвинители 18 јануари 22. Потоа на 13 февруари 24 собранието РСМ го именуваше за јавен обвинител. Ока. Сега кажи ми во својот извештај вели дека судството е корумпирано.
Така? Не те прашав тебе ти да чутиш. Срам те било. Да, Европската унија во своите извештаи наведува дека судството во Северна Македонија тешко напредува и дека има проблеми со корупција, влијание и задоцнување. Еве точки, извештаите од 23-та, амандмани 24-та, па и 25-та. Заклучок. Може да се каже дека ЕУ извештаите признаваат постоење на корупција и структурни слабости во судството на Северна Македонија, не дека секој судија е корумпиран, но дека има политичко влијание врз судиите, задоцнување процедури, законски амандмани. Добро, како може да се сменат корумпирани суди или неефикасни и непрофесионални суди и обвинители? Одлично прашање. Во Македонија постои јасна процедура како може да се сменат корумпирани, неефикасни и непрофесионални суди и јавни обвинители. Надзор и оценување. Судиите се оценуваат од Судскиот совет на РСМ. Немам повеќе. Чат GPT толку е. Океј, ако ми платите апгрейд, тоа е специјални механизми и слично. Но, ајде идеме на Грок, да го прашам Грок. Грок, кажи ми, без Грок, не морам да му се обраќам, како дали ЕУ заклучи дека ОЈО и судството се корумпирани и неефикасни? Да, Унија преку своите официјални извештаи и препораки констатира дека обвинителството за еве ги излучи така натаму, причина за корупција, неефикасност, системски проблеми и така натаму. Власта се обиде да направи промени пред се во ОЈО, кој е и најголем виновник за неодамнешните трагедии, но како реагираше ЕУ на обидот на власта за промени во судството? Да, власта во Република Северна Македонија, особено по парламентарните избори 24-та, формирањето на влада, предводено од Христијан Мицкоски, се обиде да спроведе промени во обвинителството за горење и организиран криминал ОЈО-ГОК и пошироко во судството. Овие обиди вклучуваат и распутање на клучни тела во Судскиот совет и јавни обвинители, реформи во именување на обвинители, вклучување во барање на кредибилен јавен обвинител, дури и со меѓународна поддршка и акцент на борбата против корупција во контекст на домнешните трагедии, како пожарот во дискотека Кочани 16 март 25, каде ОЈО укажано како дел од системските пропусти. Владата ги презентира овие промени реформска агенда 24-27 усогласена со ЕУ и така натаму. Реакција ЕУ ги поддржува реформите во принцип како дел од кластер 1, но критики и предупредување изгради загриженост за најавите на распуштање на Судски совет и така натаму. Значи, вака, да не го читам целото, може вие сами да се го прочитате. Значи, вака. ЕУ вика судство ви е у 3 лепе, а ако пробаш да смениш, тоа не е во ред. Не ти е малку, ај заќути горе, фиши
муабетот. Добро го фати парадоксот. ЕУ од една страна вика дека судството и ОЈО во Северна Македонија се неефикасни и корумпирани, со ниска доверба и слаби резултати, утри лепе како што велиш, а од друга страна кога власта пробува да направи радикални промени, како распуштање на судскиот совет и реформи во ОЈО, ЕУ крива веќе и вика чекај, не така, може да ја подкопате независноста. Да, изгледа малку фиши. Фиши е од изразот британски фиш или смрдлива риба, дека нешто смрди, не е во ред. Критикуваат за статус кво, ама се сомневаат во нечинот на промени. Зошто е фиши? ЕУ сака независност, баланс меѓу брзина и јарења и така натаму и така натаму. Дури и премиерот Мицкоски изјави. Иако нели на прашање вика не можеме да го апсиме, немаме налог од ОЈО. Вика па зошто не го смените ОЈО? Затоа што Европската унија, чи ние сме апсолутно кандидат, не дозволува да ги направиме тие промени. И во своите следни извештаи вели дека власта се меша во судството. Што да се направи од ваква статус кво ситуација? И која прави статус кво ситуацијата? Баталете ги оние педерчиња по разни подкасти кои ви филозофираат и оние наслови на партиските пропагандисти, на демократите, од Сорос платени од ЕУ и така натаму. Еве ви велам, здрава логика. Прашајте. Еве јас сум глуп. Мене нозете ми смрдат. Не сум небањак. Еве ми е капата со која ви е цел да ми свирнете куршум у чело. Не, главата ми е тврда. Овде уврати мене. Како Чарли Крк. И кажете ми, што треба да се направи? Државен удар? Со државен удар отиде државата. Толку ќе ви кажам. Не помага радикална мерка, ама помага игра на долго и на трпение. Така што, фала ти Господи што не сум политичар, затоа што можам да ветам. Како политичар, еве, изберете ме, ја оведнаш ќе влезам, мамицата, мамина ќе ми ја расплачам у суд и во ОЈО. И у тој момент, кога ќе го направам тоа, ОЈО ќе им рече, дечки, Влада, спречете ga свињава дебела, да не јаде многу гобурек, затоа што ќе ви забраниме пристапни фондови, помоши, ово, она и 300 работи и така натаму. Ја ќе ја рече, што ми е гале, бе, нека, ама болници треба да функционираат, треба гориво, треба газ, за жал, не сме потполно независна сама држава. И ја ќе морам да ретерирам. Добро, еве не менуваме. Бе, како не менуваш? Па гледа, имаш корумпирано судство, па еве промени. Не може да менуваш. Луѓе мои, целиот секс што го имаме и што ни се дешава е токму од ЕУ. У овој момент, кажете ми, кому одговара да се палат огнови и кому одговара Македонија да гори и кому одговара да се случуваат трагедии за да се напаѓа власта, затоа што власта е апсолутно во Македонија, на македонскиот народ му е дојдено до овде и промени ќе настана. Затоа барем да успее оваа власт да протне дека палењето пожари е терористички чин, барем да ги исели ромите од мизерно живеат. Нека ги пресели. Нека им даде други услови. Не е проблем. Тамо да не може да се пали. Нека го затвори. Вардариште го отвори Шилегов. Град Скопје го отвори. Град Скопје треба да го затвори. Зошто не? That is the $1 million question. Имате ли одговор на се ова? Не верувам. Но, ја ви благодарам за вниманието. Мене, барем, ќе имам видео доказ дека сум се изнаел трици, дека сум детектирал каде е проблемот, дека сум се обидел да се потпрашам дали сум во право, без да носам некој пришипленко од било која власт да ми филозофира и да ми каже. Користам извори по
unbiased да не може да биде, кога велам unbiased, оние што не се политички одредени. Значи вештачка интелигенција, која уствари прелистувач. Како на Google, кога ќе му речеш дај ми список на хотели во Скопје, он ти дава 10 список. Ја му викам дај ми овдека како функционира судство. Еве ти како функционира. Дали може да се смени? Да. Кој може? Власта. А власта ако се обиде да се смени, тогаш ЕУ реагира. А кој бара да се смени судството? ЕУ. Значи ЕУ бара да се смени судството, а не да се смени судството. Абе, луѓе, дали сваќате перверзијата која се живе? А не смееме да се откажеме од ЕУ, затоа што 50% од нашите сакаат ЕУ, сакаат да идат у ЕУ, не сакаат бугарски пасоши, иако 100.000 си го дадоа гзот под Кирија. Но, дали сваќате дека револтот во мене е огромен и дека не се работи за способност и неспособност на една власт? Јас само ви детектирам. Не мора да излечете заклучоци, не излекувајте. Мене будала не можете да ме правите. За свој разум, за разум, барем моите деца ќе го погледнат ова. Ќе им стане јасно. И ќе ви стане јасно од каде доаѓаат проблемите не само за цела држава што се загадува и гори и не функционираат системите. Зошто се случуваат и трагедии како тие во Велес? Затоа што поставивме луѓе партиски, неспособни, кои не можеме да ги смениме. Дали сваќате дека јавен обвинител не може да го смениш? Освен ако не даде оставка. Како сега да го принудиш да работи честно, да работи ефикасно? Како? Рецепт имате? Немате. Не ви ни треба. Затоа што ако сте за опозиција, ви уживате во ова. Секој оган изгорен, секој дете утепано, секој прегазено, секој убиен. Тоа ви, еве ги, не чинат, гледај! Сори. Ја немам решение, но сум благодарен на Бога за ова, затоа што преку страдањето ќе дојде и спасението, затоа што оваа безизгледна состојба, многу што имаме честни и работливи луѓе во новата власт, кои направија промени какви што не се паметат 2 децении наназад, и мене тоа ми дава надеж. Ја не верувам уште дека долго ќе потребам, но ќе си бидам гласен и крајно несогласен со добар дел од публиката. А вие што сте со мене, ја искрено ви благодарам. Мене популарност не ми треба, нити ми значи, нити ми носи нешто материјално, но нека ви значи вас, бидејќи претпоставувам, ако ништо друго, дека како и кај мене, побудата е здравиот разум. Само со здрав разум можеме да се бориме ова бело светско зло на перверзија и на апсурд. Тотален апсурд. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.